Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Дали серијски убијац се крие зад убиствата на жени во Старона Горичане? Обвинителството истражува дали притворениот 25-годишник, кој директно беше поврзан со свирепото убиство на 78-годишна жена, убил и други лица. За таа цел е ексхумирано тело на помлада жена. Зоран Јаневски денеска разговараше со една од жените која преживеала напад, но и со нејзиниот син. 25-годишник од селото Драгоманце во општина Старо Нагоричане е осомничен како можен серијски убиец. Кумановското обвинителство го поврзува со убиство на 78-годишна жена од Челопек, но се истражуваат и други случаи во кои жртви се жени во Старо Нагоричане. Жената, која е мртва пронајдена пред една недела, живеела сама во куќа покрај главниот пат во селото, но за истрагата се уште е нејасно кога точно 25-годишникот посегнал по нејзиниот живот. Според обвинителството, настанот се случил во периодот од 27 јануари до 12 февруари. Но во тој временски интервал на помалку од 500 метри, нападната била уште една жена во селото. Минатиот понеделник, среде белден, околу 14 часот, во домот на Росанка Трајковска влегло лице кое се нафрлило врз 85-годишната жена. Почнал да ја дави и да ја удира по главата, а модринките по нејзините раце сведочат за борбата со напаѓачот. А ке биња ми била туја на кревет. Он ке биња па на главу. Ми ги стави. И ја викам кој е вој, што ми туја не збори ништо, а тури ми и почнав дека овде да удара у овој удара у главу, ба ти ме загушу прво да не викам. И ме удара у цела овде. Ја не може да стану, никако ни да повикну, немам кога да викам. Колко сат време што ме чија. И тропна нешто надвор. Дали телефон му падна, дали нешто е тропнало. Он преко врата, сагацу путер. Пари дали бараше? Па меса оди, али не вика дај ми паре, или куде са те глас да му чуеш. Според нејзиниот син, напаѓачот е 25-годишникот кој е во притвор како осомничен за убиството на нивната соседка. Според негови пријатели, истиот ден лицето било забележано во близина на нивниот дом, а подоцна и во близина на куќата во која е пронајдена мртва 78-годишната жена. Тоа имаме сознание дека е тај дечко е виден, другар ми га видеа влеку, близина на наша куќа вдека, на 50 метра, со точек. Ама не најдемо ни трагиот точак, ни точак. И после е виден доле на пат, со точак, кај се вози негде 20 до 3. Понатаму, таа жена е убиена, ама утрата е најдена во нјојну куќу. Исто тоа е по Челопек. Што ќе каже истрага, не знам. Рековте дека ваш другар го видел машко лице со точак кое што се наоѓало тука, дали може би го препознал, знаете ли за кое лице? Го знае. Он е у Драгоманце, тој е, татко му га е, мајка му га е довела, па тој седи, тој си живи. Он е доведен на 5 години, сега на 25-20 години тој. Дали знаете дека претходно може би е проблематичен, што знаете за него? Па идеше, имаше на 2-3 места, има видење, куде иде, куде куќа, прикрива се на камери, има, куде доодија и гледаја, има тамо исто, кај викендици, Челопек, жена исто задавена, загушена и убиена. Има девојче едно у Старо Нагоричане, тука недалеко од нас, убиено е. Од обвинителството се сомневаат дека 25-годишникот е можен сторител и на други убиства, па се проверуваат причини за смртта и на други жени од Старо Нагоричане. Направена ексхумација на жена од околу 40 години, која била почината пред околу 1 месец.
Заради сличности во однос на изборот на жртвата и суровиот начин на извршување на делото, се испитува дали и во тие случаи станува збор за убиства извршени од истиот сторител. За една од потенцијалните жртви вчера беше наредена ексхумација и обдукција од телото на починатата жена, се подигнати траги и ДНК кои се вештачат. Обдукцијата е завршена во Институтот за судска медицина. Се чекаат резултатите од ДНК анализи кои треба да откријат дали и таа жена била жртва на 25-годишникот. Телото што е ексхумирано е повеќе од 1 месец погребано и затоа е најдобро секогаш да се работи обдукција веднаш после починувањето на одредено лице. Колку ќе помине поголем период од смртта до обдукцијата, толку и шансите се помали. Меѓутоа, јас се надевам дека ќе најдеме траги, каде што би го поврзале сторителот на делото со жртвата. Сигурно би требало за 2 недели максимум да имаме некои резултати. Траги од осомничениот биле барани и кај старицата која го преживеала нападот. Извештајот од обдукцијата ќе се споредува со резултатите од ексхумираната жена, но и трагите пронајдени во домот на починатата. Сите овие докази треба да обезбедат подкрепа на сомнежот кај обвинителството дека зад решетки е ставен серијски убиец. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Се одврзува клопчето за шверцуваната марихуана во Србија. Според информациите, инволвираните за 2 недели спакувале 200 кутии полни со марихуана. Наредбата била да бидат спакувани околу 9 кутии. Кутиите кои претходно биле царинети со друга стока, ги испразниле и во нив ја складирале марихуаната која од Македонија беше пренесена во Србија. Претоварот од едно возило во друго го правеле во Свети Николе и јатарот на селото Сарамзалино. Оттаму со камион и приколка ја пренеле марихуаната преку граница, а полицијата во близина на Крушевац ги заплени 5 тетони. Обвинителството за гонење организиран криминал отвори истрага за 6 лица за кои имаат докази дека се вмешани со дрогата која беше пронајдена во Србија и ги сомничи за неовластено изработување и пуштање во промет наркотичка дрога. Транспортот на канабисот во Србија не бил прв и претходно на повеќе пати двајца осомничени со сопственикот на фирмата за канабис од Скопје организирале транспорт на марихуана од Македонија во Србија со товарни возила за продажба. Но за 5 тетони кои беа пронајдени во близина на Крушевац, планот бил направен уште во декември. Премиерот Мицкоски ја дисквалификува обвинителката Ленче Ристовска и пред да одлучат во владата. Попладне во владата е стигнато обмислењето од Советот на јавни обвинители. На неговата изјава да реагираше екс-обвинителката на СЈО, а во нејзина одбрана се стави и СДСМ. Ристовска да престане да лобира кај функционери од ВМРО-ДПМН, реагираат од владеачката партија. Уште пред да го добие извештајот, премиерот ја дисквалификуваше екс-обвинителката на СЈО Ленче Ристовска, која покажа амбиции да стане нов републички јавен обвинител. Дали сите се во игра, вклучително и Ленче Ристовска? Апсолутно не се сите во игра и мојот став поврзано со тоа име е апсолутно дека тоа име не е во игра. Добро, значи барем тројца има во игра, ако можам да заклучам од Па еве, искатализиравме барем некаков одговор од четворица, тројца. Кога кандидат однапред се исклучува без анализа на неговата програма и професионален пат, тоа отвора прашање за природата на критериумите што се применуваат, порача обвинителката Ристовска во писмено соопштение. Уверена сум дека избор од вакво значење мора да биде заснован на квалитет, а не на подобност. Професионалците во системот мора да знаат дека нивниот труд и стручност се единствената валута што треба да одлучува. Во спротивно ризикуваме да испратиме порака дека без разлика на компетентноста, подобноста е примарна, а тоа не е патот по кој треба да се движи едно демократско општество, напиша Ристовска во својата реакција. Во нејзина одбрана застана СДСМ. Иако Ристовска доби максимални 10 од 10 поени од Советот на јавни обвинители и позитивна оценка за својата професионалност и стручност, Мицкоски сам одлучува дека таа не е во игра.
во живо на телевизија. Независен јавен обвинител не му одговара на Мицкоски затоа што не може да го контролира. Професионалец со интегритет не му се вклопува во концептот, порача од СДСМ. Ристовска да престане да лобира кај функционери од ВМРО-ДПМН реагира од владеачката партија. Ова се други времења и потребни се интегритет, професионалност, одговорност. Дури и во МАМАС, како фирма, примале лица со повисоки критериуми од критериумите кои ги практикувале при прием на кадри во СЈО. Инаку мора да сме искрени, подобноста е најсилниот атрибут и особина на Ристовска и нејзиниот неизбор е токму сигнал дека тоа овде не е пресудно, туку далеку поразлични и побитни критериуми, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. По исклучувањето на Ристовска во игра за нов републички јавен обвинител остануваат обвинителите Топалова и Сајловска и Раичевиќ, како и судијата Савески. Од овие три имиња владата треба да избере едно и да му го предложи на собранието за гласање. Александар Спасовски, Сител телевизија. Каква е европската иднина на Западен Балкан? Во кабинетот на шефицата на државата се одржа меѓународна конференција во организација на Паневропската унија за политичката интеграција, регионалната соработка и економската отпорност во време на глобалните предизвици. Какви пораки се испратија во живо, прашувам Габриела Лескова. Габриела? Доколку се слушаме да повторам дека вечерва беше свечено отворена меѓународната конференција на која што ќе трае викендов и на која што ќе се дебатира за иднината на Западниот Балкан. Вечерва председателката Гордана Сијановска-Давкова ги пречека представниците на паневропските партии од повеќе земји. Вечерва прв говор имаше представникот, односно председателот на Паневропската унија на Македонија, амбасадорот Андреј Лепавцов, кој што испрати порака дека следните денови ќе се разговара за регионалната соработка, меѓутоа и тоа колку сме економски отпорни во ера на глобални предизвици. Веднаш после него важна порака испрати и председателот на меѓународната паневропска унија, кој што порача дека практично проширувањето на Европската унија треба да се базира врз база практично на тоа колку една земја е посветена и колку таа практично ги спроведува реформските агенди, а не врз база на билатералните прашања кои што ги има со другите држави. Овде само би сакала да потсетам дека меѓународната паневропска унија е практично најстарото движење, старо е повеќе од 7 децении и ова движење практично има за една цел да има силна Европа. А не само актуелниот председател, туку и неговите наследници повеќе од 15 години испраќаат порака дека Македонија е подготвена да се приближи на европското семејство. Во продолжение слушаме дел од говорот на председателот на меѓународната паневропска унија. With Macedonia and with all those countries genuinely committed to European values, the European Union will gain in strength, sovereignty and strategic credibility. At the same time, it will enhance stability and reinforce peace throughout the region. Let us therefore set with confidence that Europe is strongest when it is whole and that its unity is the foundation of its future. Габриела, какви пораки испрати домаќинот на ова отворање на меѓународната конференција, шефицата на државата? Председателката Гордана Сијановска-Давкова кажа дека македонските граѓани се уморни од тоа толку долго време се уште да бидеме во чекалната на Европската унија и покрај сите реформи кои што ги направивме, вклучувајќи и промената на името. Таа дополнително напомена дека Европската унија не е целосна без Западниот Балкан, а тоа се рефлектира и на денешната безбедност која што имаме, особено со конфликтот помеѓу Русија и Украина. Во продолжение ги слушаме клучните поенти кои што ги испрати вечерва председателката Сијановска-Давкова.
Уморни сме да ги слушаме извинувањата на поранешните европски функционери и политичари за тоа колку неправедно се постапувало кон нас во нивно време. На македонските граѓани не им се потребни сожалувања и постфестум извинувања, туку навремени екс-анте решенија за деблокада на нашата евроинтеграција. Македонските граѓани одамна заслужија да бидат и европски граѓани. Само така и Унијата ќе си ја исчисти совеста кон македонските граѓани и кон регионот на Западниот Балкан. Само да подсетам дека вечерва беше свеченото отворање на меѓународната конференција, меѓутоа таа ќе продолжи и утре. Има набиено агенда, се очекува присуство на државниот врв, но исто така се очекува и присуство на различни експерти, како и денешните представници на паневропските унии од повеќето земји. Ќе се расправа, како што напоменавме во почетокот, за еднината на Западен Балкан во Европската унија, за тоа колку практично земјите се подготвени за регионалната соработка, политичката интеграција, како и економската отпорност. Валентин? Тоа беше Габриела Лескова со пораките од отворањето на меѓународната конференција на Паневропската унија во земјава. Тука и крајот на овие